Трамп, односно новата администрација на Америка, има нов економски план и во светски рамки, но и со Европа, особено Европа, можеме да ја анализираме со воведување на тарифи и царини. Како гледате вие на новиве односи Америка-Европа? Да, значи царините беа главната економска мерка која што ја најавуваше Трамп уште пред неколку месеци, уште пред изборите. Така што нема никакво изненадување во однос на тоа што сега тој го зборува за царините. Единственото изненадување е што луѓето очекува, економистите очекуваа дека тој ќе почне да воведува царини веќе од првиот ден, а гледаме дека не го направи тоа. Царините сега ги користи како оружје за остварување на некои други цели, како средство за остварување на некои други цели, но се уште на некој начин не се охрабрува да воведе царини. Гледаме дека на Колумбија се закани, не ги прифаќате авионите што ги праќаме со бегалците, тогаш ќе ви воведеме царини. На Европска унија се заканува, купувајте повеќе оружје од нас ако не ќе ви воведеме царини. На Кина и се заканува, пројдете ни го TikTok ако не ќе ви воведеме царини, а никој не воведува. Така што тоа е, да кажеме, некоја мала новост, новина, односно неочекувано нешто, затоа што луѓето очекува, економистите очекуваа дека тој ќе почне веќе да воведува царини. Другото што е изненадувачки тука, малку можеби чудно, е што се гледа некоја дисонанца или не знам како да го наречам, несогласување во самата администрација на Трамп во однос на царините. Денеска министерот за финансии Бесет кажа дека неговиот предлог за царините е постепено да се воведуваат царини секој месец од дополнителни 2,5%. Значи од февруари веќе да се почне со 2,5% царини, за еден месец тоа се зголеми за дополнителни 2,5% на 5% и така натаму, и царините да се воведуваат на земјите кои што нема да имат пријателски односи или што и да е, нема да слушаат Америка во тоа што тоа им го бара, што е, да кажеме, различно од она што го прави Трамп. Трамп не зборуваше никогаш за тоа постепено да се воведуваат царини, па така малку да се зголемува, така што се очигледно дека тука работите не стојат баш хармонично. Но она што е сигурно, што е известно е дека што и да се случи со царините, а несомнено ќе се случи нешто, тоа ќе влие негативно врз глобалната економија, вклучувајќи тука и американската економија. Нема економист во светов, барем јас што видов, што кажа дека царините ќе бидат добри, дали за светската економија, дали за американската економија. Сите институции, економисти што излегува со модели, со проценки, со студии, кажа дека царините ќе резултираат со така наречена трговска војна, затоа што ако Трамп воведе нешто за Европската унија, не може да се очекува Европската унија да не врати. Ако Трамп воведе нешто на, не знам, Кина, не може Кина да не и врати на Америка. Сите тие ќе направат нешто за возврат и после тоа може да доведе до дополнителна ескалација. Америка да воведе уште повеќе, па другите да воведат уште повеќе, и тоа е така наречена трговска војна. Значи неминовно е дека ќе дојде до така наречена трговска војна, единственото прашање во колкава обем ќе биде таа, и сите економисти се согласуваат дека тоа ќе влие негативно и врз глобалниот економски раст, но и врз американската економија. Проценките, да кажеме, благите проценки од ММФ, например, се дека некоја блага, умерена, како сакате да речете, од мал интензитет трговска војна, ќе влијае на економскиот раст 0,3% поени секоја година. Односно, ако се очекува глобалниот економски раст да биде 3%, поради малата трговска војна, тој ќе биде 2,7%. Во некој, да кажеме, посериозно сценарио се очекува тоа да биде 1% поен, односно глобалниот економски раст да забави за цел процентен поен од 3 на 2%. И ќе кажете тоа не е многу, 1% што е тоа, ќе има повторно раст, нема сето да западне во рецесија, во кризе или така натаму, но ако гледате колку е тоа од глобалната економија, односно од светскиот БДП, тоа не е малце, затоа што 1% од светската економија, светскиот БДП е околу 100 трилиони долари, односно 100.000 милијарди долари.
1% тоа ви е 1000 милиарди. Значи само во, да кажеме, лошо сценарио, имате дека ефектите по светската економија ви се 1000 милиарди долари. Тоа се пари што се несватливи, не можете да разберете колку е тоа обем на пари, така што не е дека ефектите ќе бидат занемарливи, да нема да направат голема светска криза, но сепак ќе влијаат негативно. И она што е, мислам дека е многу важно да се свати, е дека тоа ќе ја погоди и американската економија. Нема тука ситуација во која што Америка добива, останатите губат. Не може да се зборува за тоа. Нема победници од трговска војна. Сите ќе страдат, прашање кој ќе страда повеќе, кој ќе страда помалку. Веројатно Америка ќе страда помалку од Европа, но секако и Америка ќе страда. Економскиот раст и во Америка ќе забави, затоа што царините значи дека производите што се увезуваат од Америка, што Америка ги увезува од Европа, од Кина, ќе станат поскапи во Америка. Не знам, колите, Трамп стално зборува за европските коли. Volkswagen, например, ако некој кола сега се продава за $20,000 во Америка, со 25% царини, незината цена од прилика ќе биде $25,000. Тоа не може да го направи животот на обичниот американец подобар. Тоа секако дека ќе влие негативно, луѓето ќе купуваат помалку и не само коли, се друго останато, така што не може Америка да стане победник, да добие нешто од целата таа ситуација. И третото што сакам исто да го истакнам, што мислам дека можеби најважното од целата ситуација, постои овие месец ден или колку и да се како Трамп дојде на власт, или откако веќе се зборува дека ќе дојде на власт, една парадоксална ситуација кога сите економисти викаат Трамп ќе биде лош за светската економија, ќе направи забавување на економскиот раст и слично, а гледате дека берзите скокаат. Милиардерите се богатат, Илон Маск го зголи своето богатство за 200 милиарди, ако не се лажам, долари, и не само тој, сите останати. Имаме една парадоксална ситуација кога богатите профитираат и се радуваат, а економистите викаат дека ќе биде лошо за светската економија. Тоа мислам дека главната одлика, односно можеби едно од главните ефекти што ќе ги направи Трамп по светската економија, што тој ќе ја зголеми нееднаквоста, која што секако беше висока и во Америка и во светот, и која што секако растеше изминатите децении. Трамп ќе биде добар за милиардерите, ќе биде добар за богатите, но ќе биде лош за обичниот човек и за работничката класа, и само ќе ги продолжи оние проблеми кои што на некој начин го доведоа Трамп на власт. Една од причините зашто Трамп дојде на власт е тоа што демократите не направија ништо за обичниот човек, за работничката класа и за сиромашните. Тие страда од инфлацијата во Америка, нивната плата не се зголеми изминативе години, а сега ќе имаме ситуација кога тие луѓе кои што гласаа за Трамп повторно ќе бидат погодени. Тоа е некој, да кажеме, маѓепсан круг во кој што сиромашните и обичните луѓе постојано страдат. Што и да се случи, тие се оние кои што постојано страдат, врз чиј грб се крши стапот. Не се плаши или не стравува Трамп дека ќе осиромашат американските граѓани со воведување на овие царини во секаде во светот? Мислам дека на Трамп нема е важното, на него никош не му биле важни обичните луѓе, работничката класа или некој, затоа што тој не се идентификува со нив. Тој доаѓа од некој друга позадина, од некој друг свет. Тој е милионер, тој се родил како милионер, неговите родители биле богати, тој целиот живот се дружел со милионери, со богати, сега милиардери, така што на него тој како прво не ја разбира, не знае што е работничката класа, како второ не гале за нив. Тој постојано цело време се грижи само за богатите, само за неговите другари, тие што ги собира кај него во вилата во Мајами, никош не биле на него важни работниците. Но она што веројатно ќе се случи е дека неговата подршка ќе падне, затоа што неговата база сепак оние што го гласат, што го носат на избори, можеби него го поддржува Илон Маск и Джеф Безос, ама тие имаат ограничен број на гласови, можеби тие може да влијат на гласачите преку нивните медиуми и се останато, ама пак тие не го носат Трамп на власт. Трамп го носат на власт обичните луѓе, гласачите, и тие веројатно ќе се свртат против него после некој време, ќе сватат дека тоа што тој го прави е против нив, е лошо за нив и ќе гласат против него. Ама тоа се случи веќе. Претходниот мандат кога тој дојде на власт, луѓето се сврте против него и тој падна. Нема дилема дека тој нема да владее вечно. Ама работата е што после него можеби тие што ќе дојдат, не можеби сигурно нема да бидат многу различни и пак се врти тркалото. Значи Трамп дојде, направи лошо за работничката класа, дојдат некои после него кои што не менуваат суштински ништо многу, можеби малку нешто ќе сменат, ама пак суштински нема голема промена и тоа пак има незадоволство, тие пак се гласаа за Трамп, значи повторно е целиот тој маѓепсан круг. И ова е круг кој што не е само сега, ако ја видите вие економската состојба во Америка, Берни Сандерс например тоа многу добро го кажа. Берни Сандерс вика дека, и тоа се податоци општи, ако видите колкава е платата во реален износ на просечната плата
на просечниот американец во Америка, таа денеска е пониска отколку пред 40 години, отколку пред Реган да дојде на власт. Последните 40 години и повеќе од 40 години, платата во реален износ во Америка постојано се намалува. Работничката класа, обичен човек постојано страда. И пак немаме некоја суштинска промена. Пак се зборува, некои зборуваат за тоа, ама пак имаме едни па други, без голема суштинска промена во политиките што ги носат. Значи, сакам да кажам дека целата оваа приказна е почната уште со Реган, кој што пате многу интересно, е првиот што ја почна приказната со Make America Great Again. Слоганот Make America Great Again всушност не е на Трамп, е на Реган, со тоа што имаше едно Let's на почетокот. Неговиот слоган беше Let's Make America Great Again и тој дојде на власт со тој слоган 80-та година, и од него работите почна да кажеме да тркалото да отиде топката да кажеме во обратен правец. Се сврте тркалото. Од него е почната целата таа приказна и тоа продолжува и тоа само ќе продолжи со ова со Трамп. Македонската влада е одушевена од новата администрација на Америка, од Трамп како нов председател, но не е загрижена со можност за воведување на царини, тарифи кон Европа, со што би била погодена Македонија како најсиромашна земја во Европа. И не само како најсиромашна, туку и како една од најотворените земји во Европа. Значи, каков ќе биде ефектот од целата оваа работа по една земја, главно зависи од тоа колку таа земја е отворена, оно што економистите го нарекуваат отворена, односно колку таа има извоз и увоз како процент од нејзиниот БДП. Например, за Европската унија отвореност, односно извозот плюс увозот како процент од европскиот БДП, тоа е околу 45 до 50%. Значи, да кажеме грубо, една половина од европскиот БДП, од БДП на Европската унија се извезува или увезува. Во Америка тој уште пониско, тоа околу 1/4. Во Македонија тој процент е околу 150%. Значи, ако видите колку ние увезуваме и извезуваме како процент од македонскиот БДП, тоа е 140-150%. Значи, увозот во Македонија, не знам, околу 80% од БДП, извозот е околу 60%. И тоа е, да кажеме, двојно, тројно повеќе од она што е во Европската унија и едно од највисоките нивоа во цела Европа. И затоа Македонија ќе биде една од најпогодените земји во Европа од оваа така наречена трговска војна, односно од овие царини се останато, дополнително затоа што царините што ќе се воведат на Европа, известно е, прашање само кога и колку, ќе се однесуваат пред се на автомобилската индустрија, затоа што Трамп има проблем со автомобилската индустрија, затоа што американските производувачи на коли едноставно не прават добри коли и американците купуваат европски коли, но тој вика дека Европа е крива за тоа, не се криви американците што прават лоши коли, туку се криви европјаните што продаваат ефтини коли во Америка и ќе воведе пред се прво царини веројатно на автомобилската индустрија. Знаеме дека од македонскиот извоз е главно, македонскиот извоз во Европската унија е главно во автомобилската индустрија, така што нема дилема дека ние ќе бидеме многу погодени. Значи, само уште неколку податоци. 80% од македонскиот извоз завршува во Европската унија. Не можете да не бидете погодени ако европскиот извоз е, ако европската економија е погодена, не можете вие да не бидете погодени кога 80% од вашиот извоз завршува во Европската унија. 40-50% од македонскиот извоз, скоро половина грубо кажано, е во Германија. Не може, ако Германија поминува низ криза, се соочува со царини на нивните автомобили во Америка, не може тоа да не се одрази на вас, така што нема дилема дека Македонија ќе биде една од најпогодените во Европа од целата оваа работа, со тоа што пак ќе кажам дека не се очекува дека ќе има, не знам, пад на БДП од 5% или нешто, некои такви катаклизми, туку веројатно овие бројки што ги кажав на почетокот од ММФ за глобалната економија, во македонскиот случај веројатно би биле двојно повисоки, затоа што Македонија е поотворена и од светската економија, од останатите и од другите економии, така што веројатно во некој најлош случај би дошле до ситуација да нема економски раст. Тој економски раст што сега се очекува да биде, не знам, околу 3% во наредната година, веројатно во најлош случај тој би паднал на 0 или нешто малку над 0. Но не е тоа, значи, да кажеме, катастрофа, дека ќе има пад на економската активност, дека ќе се затварат фабрики, ќе има масивно отпуштање од работа, но ќе имаме повторно на некој начин стагнација и никако нема да тргнеме кон, да кажеме, оној пат на конвергенција, на приближување кон Европската унија, односно не мора само Европската унија, кон европскиот стандард на живот. Нема да имаме подобрување на животниот стандард. Каква стратегија е добра за Македонија? Дали можеби е подобро заеднички план, некаков стратегија со Западен Балкан?
Да бидеме реални, просторот е релативно ограничен, но сепак може нешто да се направи. Ако ништо друго, барем треба да се зборува за тоа. Прво и основно е дека мора да се свати дека овој модел на економски раст, што го имав изминативе 30 години, што го форсира и едните и другите овие 30 години, не функционира. Гледаме дека не функционира по многу основи, по тоа што нема економски раст и по тоа што сиромаштијата е се уште висока, но сега гледаме и последниве неколку години дека не функционира затоа што сме премногу зависни од германската економија. Македонија изминативе 2 години имаше еден од најслабите економски резултати во цела Европа, и една од причините за тоа беше тоа што сме толку зависни од германската економија. Ако половина од вашиот извоз завршува во Германија, а Германија споминува низ криза, не може вие да не бидете погодени. Така што првата лекција што треба да се научи дека мора да се смени економскиот модел, односно да не зависиме толку на странски фактори, туку повеќе да се свртиме кон домашни фактори. Значи не само извоз, не само странски инвестиции, туку подржување на домашни фирми, на домашно производство, индустријска политика, започнување на нови капацитети, иновацијска политика, подржување на мали фирми кои што ќе бидат иновативни и потикнување на некој начин на тоа домашно производство. Второ, значајни инвестиции во инфраструктурата. Македонија има простор, огромен простор за вложување во инфраструктурата и во енергетика, не знам, хидропотенцијал невиден, соларна енергија колку сакате, железница, патишта, не ги спомнам патиштата, пошто се градат, и мислам дека малку се претерува со нив затоа што тие загадуваат, ама железници има огромен простор, има секако огромен простор за инвестиции во инфраструктурата. Можете со такви јаки државни инвестиции да го надоместите ова што го губите сега поради глобалната економија. И третото што мислам дека исто така е многу важно е малце да се размисли за диверзифицирање на странските партнери. Немам ништо против Германија, и во Австрија живеам, тука знаете блиски се релациите, и Австрија е многу слично погодена со Германија, ама нерационално е да зависите толку многу од само една држава. Дали била тоа Германија, Америка, Кина, кој да е, ако 50% од вашиот извоз оди во Германија, тоа е нерационално. Нема друга европска држава, пазете, ни во Чешка не е тоа толку. Во Чешка извозот во Германија е помалку од македонскиот. Мислам дека таму е околу 30%, кај нас е околу 50%. Значи премногу сме зависни од само една држава и мислам дека треба да размислат сериозно да го диверзифицираат тоа, значи да не се извезува само и да не се привлекуваат само странски инвеститори само од Германија, туку малку да се размисли за други извори, за други потенцијални пазари, за други инвеститори. Конкретно она што може да се направи е Азија. Има многу азијски инвеститори кои што сакаат да инвестираат во Европа за да се приближат на европскиот пазар, делумно и поради најавите за царини. Знаете, секогаш кога има царини, има така наречено искокање на царини. Конкретен пример, мислам сега, нели, Европска унија воведува царини на електрични автомобили на Кина. Што направи Кина? Реши да отвори 2 фабрики во Унгарија. Исто тоа што ќе отвори фабрики во Унгарија, ќе произведува кинески автомобили таму, нема да има царини. Така што поради најавите за царини, многу азијски фирми, не само кинески, туку и корејски, јапонски, се решаваат да инвестираат во Источна Европа, за да се приближат до европскиот пазар, но и на некој начин да ги скокнат царините, пошто нели Европска унија нема царини на нас, и тоа е можност за Македонија малку да се сврти кон тие инвеститори, да каже ајде вие доаѓате кај нас, да инвестирате кај нас, не само Германија, и на некој начин после да се извезува можеби во тие пазари. Така што пак ќе кажам, можеби е ограничен просторот, не може премногу да се направи, но секако постои нешто, не е дека раците ви се целосно врзани, може нешто да се направи. И оно што мене лично ме иритира, што ја не слушам воопшто ништо од нашите политичари да зборат за оваа тема. Ја не слушам, стварно, можеби не ги пратам работите состојбите толку добро таму, толку блиску, не слушам телевизија, не гледам секојдневно постојано, но од она што пратам, ја не видов дека некој политичар во Македонија спомна нешто околу тоа што значат царините и за европската економија и за македонската економија, него сите како да спијат и после одеднаш кога ќе се случи цунамито, ќе бидат изненадени, ќе кукат, ама за жал ќе биде предоцна. Околу инвестирањето, корупцијата е огромен проблем во Македонија. Не сметате ли дека тоа практично би ги одвратило инвеститорите? Не е само корупцијата, се согласувам дека корупцијата е проблем, ама не е само тоа.
Али пазете, гледате, за корупцијата се збори постојано, не се прави ништо, да се согласувам, но се збори. Она што мене ми смета е што за другите работи воопшто не се ни збори. Значи, па нашиот институт, не само ја, него нашиот институт постојано со години наназад, затоа што јас пред да дојдам тука, зборува за така наречена индустријска политика. Дека една земја за да се развија, да има добар, одржлив економски раст, кој што е добро распределен, од кој што немаат корист само да кажеме странски компании, само богатите во државата, потребна е така наречена индустријска политика. Што тоа конкретно значи? Тоа значи државата решава, Македонија ќе ги развива овие сектори, не знам, земјоделство, производство на храна, облека, не знам, IT, туризам. Избирате сектори кои што викате дека ќе бидат основата, столбовите на вашата економија, на вашиот економски раст, и после дизајнирате конкретни мерки за развој на тие сектори. Кажувате, земјоделството ќе го направиме да биде високо квалитетно, органско, еколошко, убави производи, кои што ќе имаат вкус, кои што ќе бидат скапи, ќе ги извезоме, не знам, со авиони во, не знам, во Германија, Америка, каде и да е, ќе продаваме патлиџани по 10 евра. Значи, дизајнирате такви конкретни мерки и тоа го правите. Например, ќе дам пак, постојано збориме и за Азија и за Кина. Кина, мислам дека е многу важен пример, затоа што нели сите зборуваат деновиве за Кина и во вештачка интелигенција, како стана на некој начин лидер во светот и во електрични автомобили. Кина пред 10 години беше фабрика за ефтини работи. Сите знаеме, се кажуваше, нели, ако сакате да кажете нешто лошо за некој, викате тој доаѓа од AliExpress. Неквалитетно, лоша имитација и се останато. Кина пред 10 години започна стратегија, прифати една стратегија што се викаше Made in China 2025, и со таа стратегија кажа, ќе го смениме имиџот на Кина како земја која што произведува ефтини неквалитетни производи во земја која што произведува високо квалитетни производи. И еве гледате што е резултатот. Кина стана лидер во електрични автомобили во светот заради таа стратегија. Тоа е индустријска стратегија. Викате, ќе ја направиме нашата земја да биде лидер во светот во таа област, во конкретен случај со Кина, електрични автомобили, и преземете конкретни мерки. Не знам, видите што е важно во таа дејност. Кинезите сватија дека батериите се важни и не знам што останато, и го направија тоа. Па тоа треба и ние да го направиме. Значи да кажеме, ќе развиеме Македонија на овие столбови. Нашиот институт конкретно има објавено неколку студии на таа тема за целиот Балкан, и ние викаме дека за Балканот се важни 6 сектори: земјоделство и храна, текстилна индустрија и производство на облека, автомобилска индустрија, пред се електрични автомобили, енергетика, пред се одржлива енергија, туризам и IT, со тоа што IT не само извоз на услуги, не само аутсорсинг, него да произведувате домашни фирми кои што ќе имаат нивни производи, кај туризмот тоа да биде во македонски услови конкретно алтернативен туризам, не масовен туризам, не можете да развивате, немате море, не можете вие да бивате, не знам, Грција или Шпанија, но можете да развивате алтернативен туризам. Така што сакам да кажам дека она што е потребно во Македонија за да се стимулираат домашни инвестиции е пред се да се прифати дека ни е потребна индустријска политика и да избереме кои ќе бидат тие сектори и да дизајнираме конкретни мерки за да ги развиеме тие сектори. Практично не постои земја во светот која што се развила, која што го направила оној исчекор од земја во развој до високо развиена земја без индустријска политика. И Австрија го имала тоа, и Германија го имала тоа, и Италија, Америка, Швајцарија, многу земји го имале, така што ако можеле сите тие да го имаат, може и Македонија. Што се однесува до политичките односи со Америка, надежите на Македонија не се однесуваат само на економски инвестиции од Америка, туку и политички. Политички во смисол притисок кон Бугарија. Ако некој мисли дека на Трамп или на неговата администрација ќе биде важно, ќе бидат важни европските интеграции или Македонија во ЕУ, мислам дека тој нема никаква врска со реалноста, но мислам дека и нашите политичари знаат дека тоа нема да биде случај, знаат дека но Трамп тоа воопшто нема важно, тој ќе има многу поголеми проблеми, не знам, што ќе прави со Украина, што ќе прави со Кина, што ќе прави со многу други земји во светот, со Гренланд, со Европската унија. На Македонија нема ни да помисли, но мислам дека нашите политичари имаат веројатно играат една друга карта. Она што е јасно, барем до сега, мојот впечатлок е дека новата американска администрација малку поише ќе се вложува на Балканот, но во поинаква смисла, во смисла на инвестирање. Затоа што знаете дека зетот на Трамп, Кушнер, веќе најави 2 големи инвестициски проекти, едниот во Србија, нели ќе гради хотел наместо кај што е зградата на Министерството на одбрана, што ја бомбардира американците 99 година, и сега сака тој да гради голем хотел таму, Трамп хотел, не знам, милиарда долари колку и да чини. А во Албанија исто така има еден друг проект за остров еден да земе да го направи луксузни хотели, не знам што.
Пазите, тој е Кушнер, зет на Трамп. И веројатно нашиве политичари играат на таа карта да известуваат некој таков инвестицијски проект и во Македонија, што можеби и нема да биде премногу добро за државата, затоа што ја не знам кој е користен на пример за Србија тоа што ќе се изгради Трамп хотел во центарот на Белград, но секако ќе биде добро за тие што се на власт, затоа што тие ќе може да стават дел од провизијата од инвестициите во свој џеп. Така што мислам дека нашите политичари веројатно играат на таа карта, и официјално новата американска администрација, Гренел конкретно, кој што се очекува да биде, да кажеме, човекот од новата администрација што ќе биде најмногу фокусиран на Балканот, Гренел конкретно има кажано неколку пати дека ќе се фокусираат пред се на инвестиции, на економска соработка во регионот. Инвестициите се сватени на овој начин, пред се Кушнер и некои други блиски пријатели и бизнис партнери блиски до Трамп да инвестираат во регионот. И мислам дека нашите политичари играат веројатно на таа карта, ако може да известуваат некој таков голем проект и за да може да се фалат во јавноста дека еве го направивме тоа, но и за да може да става дел од провизиите во сопствен џеп. Благодарам за овој разговор.